Откажани летови, затворени училишта, населби во карантин. Така е во Пекинг во време на вториот бран од COVID-19. По 2 месеца без вирусот и нормализација на животот, поради новите случаи на коронавирус, земјата воведе мерки како во воена состојба. Во Пекинг, град со 21 милион жители, сега мерките се фокусираат врз одредени населби. Огромниот пазар во градот, каде што работат 10.000 луѓе, беше затворен и дезинфециран. Жителите на 11 стамбени комплекси во околината се во изолација, а секојдневно им се мери температура. Илјадници здравствени работници се распоредени за откривање на евентуални инфицирани. 全市各社区村全面开展敲门行动，通过张贴公告、上门询问、电话、微信联系等多种方式，排查5月30日以来曾去过新发地农产品批发市场的人员近20万，正在以社区为单位就近安排核酸检测，并进行居家观察。 Во градот има околу 200 места за тестирање со цел да се идентификуваат и изолираат евентуалните нови случаи. Епидемиолозите испитуваат од каде е изворот на новите инфицирани, а претпоставуваат дека е од некој од надвор. It clearly indicate the virus strain epidemic in the Beijing is different from it was 2 months ago. It clearly indicated the virus strain is a major epidemic strain in the European countries. It could be possible from any of European countries, or maybe from the United States, or from Russia. Примерот од Пекинг веројатно ќе биде модел за справување со вирусот и во други земји доколку дојде до втор бран. Масовно тестирање, следење на инфицираните, таргетирани карантини. Некои земји успешно ги минимизираат можностите за ширење на вирусот, како на пример Нов Зеланд. Епидемиолозите предупредуваат дека треба да се биде внимателен со олабавувањето на мерките, но владите истовремено страхуваат за економските последици.